Moram reći da sam zelo vesel. Me raduje što dneska sam ovdje sa vas i što sa meni ima brojna slovenačka delegacija. Delegacija iz Slovenije. Ni potrebno posebej poudarjati, da so odnosi. Ne treba posebno da potenciram, дека tradicionalno odnosite pomegu Republika Slovenija i Republika Severna Makedonija se odlični i konečno tradicionalno takvi beja i во текот на изминатите години, бидејќи бевме дел од заедничка држава. Že v prejšnjem sistemu. Slovenija je prijateljska država Severni Makedoniji. Slovenija je prijateljska država na Republika Severna Makedonija i понатаму ќе останеме на нашите напори, ќе ве поддржуваме за што побрзо вклучување во Европската унија на сите можни полиња, значи во областта на стопанството и сите други. V skupni Evropski uniji še naprej tako dobro sodelovali. Vendarle v gospodarstvu so seveda pomembne številke. Во економијата секако важни се бројките и затоа ќе ве замолам да наведам неколку показатели, бидејќи тие ќе бидат основа за понатамошен развој. Te statistike lahko dober temelj za naprej. Trgovinska Значи, размената на стоки постојано се зголемува. Минатата година изнесуваше 433 милиони евра. Во однос на 2020 година тоа значи зголемување за 25%. Тако извоз кото уvoz. Извозот и увозот од Македонија и обратно се зголеми за повеќе од 20%. 20%. Во првите 6 месеци годинава размената, трговската размена на стоки ја зголемивме за околу 14%. Инвестициите на словеничките предпријатија во Северна Македонија изнесува приближно околу половина милиарда евра. Тоа е важен показател, неизмерно го цениме во Република Словенија. Моментот дека со самото тоа Македонија е на 5-то место меѓу државите во кои Словенија инвестира. И ќе не радува ако и Република Северна Македонија инвестира во Република Словенија и еве да ви кажам дека сте добре дојдени. Изредно добродошли. Јас вем да пријателство зло тешко хитро скленеш. Пријателствата лесно се склучуваат, меѓутоа кога покрие пријателство ќе не идете на оперативен човек, тогаш веќе знаете што ве чека. Во господинот Бектиши јас денес сретнав и запознав еден многу оперативен човек и се надевам дека и кога ќе заминам од тука, моите впечатоци ќе бидат уште појаки. Македонија, затоа бом шол из Северна Македонија, бом бисtveno болj оптимистичен. Поново бом само беседо од министра. Danes smo imeli sestanek in smo se kar nekaj operativnih stvari dogovorili. Денес имавме билатерална средба на која се договоривме овие показатели кои ги наведов да ги подобриме следната година и покрај енергетската криза. Веројатно во наследном лету шtevilke ще поправили, клуб енергетски кризи. Vsi познате Slovenijo, vsi se spomnite Adrije. Slovenija je tle naredila neko napako. Ја познавате Република Словенија, позната ви е авионската компанија Adria Airways. Тука Словенија направи можеби една мала грешка, но еве годинава и годината која предстои ќе настојуваме со нашето Министерство за инфраструктура да обезбедиме средства за субвенционирање и повторно да воспоставиме соодветни линии со сите други земји, нормално и со Скопје. Туди уредил да бо нормална повезава Скопје-Ljubljana. Третја задева ki smo se dotaknili in je za nas, za Slovenijo zelo pomembno. Ne vem, če poznate obrtni sejem v Celju, to je največjih obrtnih. За нас како словенци, за Словенија е многу важен и сајмот на занетчи кој се одвива во Целје. И затоа на третото прашање кое го допревме со министерот Бектиши беше да Северна Македонија биде заедно со нас на сајмот во Целје, каде што ќе се представат сите занетчи и од Северна Македонија и Словенија. Тем сему tako Slovenija in Makedonija sodelovali in verjamem, da bomo prišli do tega sodelovanja. Seveda je bilo z drugih tem. Има уште многу оперативни теми кои за жал не можевме да ги затвориме на оваа средба, не можеме да ја избегнеме енергетската криза. Нисме се могли изогнати енергетска криза. Та момент Во овој миг во Европа нема земја која не ја почувствувала оваа енергетска криза, односно не била погодена од оваа енергетска криза. Хут ударц. Moram reči, da Evropska komisija na tem področju. Европската комисија во оваа област не делува според начелото на солидарност. За сега сите држави членки на Европската унија се препуштени самите на себе. Сами себе.
Ministrom apsolutno Со министерот ги разбираме проблемите и потешкотиите на стопанствениците, бидејќи цените на струјата се покачија за 7 пати во однос на 2021. 21. Така што и Република Словенија, Република Северна Македонија и другите држави имаат ограничени средства. Vendar vsaka država po svojih Но секоја држава според своите можности, разговаравме и со министерот, ќе субвенционира во електричната енергија за стопанството и секако и за жителите, за населението. prebivalstvo. Tako da zdaj številke so seveda različne, zato vas ne bi obremenjeval. Со бројки нема повеќе да ве оптоварувам, заради моменталната криза немавме можности можеби да решиме некои други економски прашања, но длабоко сум убеден дека ќе успееме да ја надминеме ова криза. Vsem za razvoj gospodarstva naprej, ampak vse veste, iz vsake krize pridemo na nek način vsi skupaj malo močnejši in verjamem, da bomo tudi iz te krize prišli močnejši. Zdaj bi se pa na koncu rad zahvalil vsem, ki ste На крајот сакам да се заблагодарам на сите вас кои го организиравте ова средба, на господинот министер, на стопанствениците, на нашата амбасада, на амбасадорот Предан. За res odličen pripravljen program. Да, убаво е да бидеш, морам да го пофалам амбасадорот, убаво е да бидеш министер кога имаш толку добар амбасадор во Северна Македонија. Predvsem pa ekonomsko svetovalko. А посебно економската советничка. Tako da, hvala vam še enkrat lepa za... Уште еднаш благодарам за вашата љубезност и повторувам дека Северна Македонија и Словенија се пријателски држави. Prijateljske države. Hvala lepa.